Добар ден, во моето ново видео денес се снимаме со Ива кој се занимава со фотомодел, има своја агенција, малце ќе поразговараме за низината професија, така да останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допадне. Здраво, Ива, мило ми што прифати да снимаме заедно. И мене ми е мило. Дали си спремна? Да. Ајде, опиши се во 3 збора. Па, јас би кажала искрена, дружелюбива и секад весела. Супер, ете, од каде идеја пример за фотомодел? Од каде инспирација за таа професија? Па, искрено за фотомодел беше професија што ја сакам уште од мала, али беше остварена со тоа што Универзитетот за туризам и менеджмент не викна за списанија да учествуваме нели како модели и нели со помош на фотостудио го остваривме нели тој сон и нели во магазинот не има и нас и за нашата агенција туристичка. Супер, дали можете сега ќе ги заинтересира гледачите, дали според тебе може да се успее како фотомодел пример да се преживува во Македонија? Па искрено како фотомодел во Македонија мислам дека не може да се преживее заради тоа што повеќе е платено во странство. А кај нас во Македонија може би има некои добри произлезени модели, ама и тие имаат отидено во странство и кариерата продолжиле таму. Супер. Ете, друго прашање ми е од каде кој те има поддржаната во оваа професија што одбрате со модел да се занимаваш? Па во оваа професија ми има поддржана најмногу мајка ми, заради тоа што и таа учествуваше во самото списание и по нели фотостудиото и таа беше сликана и таа има учествувано на многу емисии на телевизија и сето тоа од неа има научено. Супер, ете, како што ми кажете, имаш и своја агенција, ајде малце да поразговараме за таа. Ајде, колку време се занимавате со агенција, колку време имате? Па агенцијата постои 18 години и искрено мајка ми има започнато, ама јас планирам исто така да продолжам заради тоа што некако патувањето ми исполнуваат и сакам да го проширам самиот бизнис во странство и да видам дали ќе успеам во тоа или у нешто друго можеби. Супер, ете, колку држави имаш посетени, која држава пример ти има останало најпоќе впечаток? Па имам посетено повеќе од 15 држави, ама најмногу ми има оставено впечаток Дубај, заради тоа што не знам, тоа е моја дестинација каде што идам од 2 месеци буквално од кога сум родена. Имам идено повеќе од 15 пати таму, така да би сакала и да живеам таму. Значи другите не ти имат останано впечаток, како што тебе ми останано Дубај? Па искрено имам одени на подалечни дестинации како Куба, Малдиви, ама повеќе сум за пократки релации, не сакам толку долги летови. Не знам, мене па кој ќе ми каже пример дали Дубај и Малдивите, не знам, полбум пример, не знам, и Малдивите. Не дека има мојде на другото, но не знам. Така поќе ми инспирација имам пример за Малдивите, поќе на Африка, на вака на кај пример на кај Бугарија, пример или не знам Австрија, Германија, така нека на кај Африка поќе ме влече, што знам. И поќе од луѓето со штата сигурно одат на тие места, за разлика од Грција, може Германија, не знам како што спомнав Шпанија, негде Франција. Малдивите се интересни, ама не се за млади луѓе, тие се за брачни парови и за подолги како за една недела на подолг временски период, заради тоа што не може да се посети се, заради тоа што се повеќе острови и сите им се различни. На некои има живот, на други има само плажа, на некој забрането бањање. Значи различно да ги има. Да. Добро, да не далече многу, ете после праш што план имаш во иднина, ако можеш нешто да не откриеш? Па за иднина искрено имам план за нели студиите да ги продолжам во Дубај, заради тоа што ме интересира туризмот и како што кажав сакам да продолжам по чекорите на мајка ми. Супер, дај Боже да ти се стварат со ништата. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видео, да не заборавате да ставите лайк и субскрайб, а ние се гледаме во наредното видео.